Ајде деца, внимание, ајде сите да играме, нови работи да учиме, најгради да добиваме. Ајде деца, дали знаете, со игра до знаење, игри лесни целеден куп, за одговор точен, 5 плюс. Сале, дојди. Потивко, ке ве молам, вежбаме јога. Добро, Потивко. Ајде. Повелете, инструкторке. Благодарам. Сега ќе направиме една вежба што се вика пеперуга. Ги фаќаме прстите на нозете и со колената одиме горе-долу. Правиме едно движење што наликува на летањето на пеперугата, само што ова го правиме многу побавно отколку што она лета. Кон горе, па надолу, колку што може кон долу. Малку боли? А дали ова вежба за сите? За сите оваа вежба. Само треба пополека да работиме, да не се напрегаме премногу, особено ако сега пробуваме по прв пат. А дали треба да мислиме на ова што го работиме или треба да си мислиме на други работи? Не, јога се работи баш на таков специфичен начин. Кога правиме нешто, нашето внимание да биде на нашето тело, на движењата што ги правиме и на истегнувањата. Сега во оваа вежба, нашето внимание на движењето на нозете и истегнувањето во препоните. Ох, ми се разлета пеперутката! Сакате друга вежба да направиме? Да! Ајде джинглче кратко па ќе продолжиме. 2, 3, 4, 5, 5 плюс! И сега оваа вежба се вика мачка. Мачка. Да имитираме мачката како се стегнува. Рацете ќе ги ставиме на подот. Можеш, Петко? Мислам дека можам. И сега грбот го стегнуваме кон горе, главата надолу. И обратно, главата кон горе, а грбот надолу. Колку што може главата кон горе. Треба да мукаме? Не, само следиме како грбот не се движи. Кон горе и кон долу. Значи ние сме сега една тивка мачка. Да, имитираме движење на мачка. Тивка мачка. Да. Ова движење може да го направиме повеќе пати. Завршуваме сега. И малку се одмараме. Се одмараме. Време е малку да поразговараме. Ајде. Од кај ти текна идејава да ги викнеш? Многу ми се допадна, ми раскажуваа тука през града јога, и јас ги гледав и не разбрав и прашав што ви е тоа јога? Ама знаеш дека јас не знам што значи јога? Не знаеш? Не знам ни јас, само знам дека се вежба. Добро, знам дека се вежба, можев да видам и на каков начин се вежба. Многу е убаво. Во секој случај ќе почнеме од самиот старт. Ајде. Значи прво да си ги представиме нашите гости. Тука ни се Теодора и Ивана. Ова е Теодора, она таму во зеленото е Ивана. Така, идената инструкторка. Да, госпожа Весна. И Петко милува така да се обраќа на сите со господја и господин. Како сте? Убаво вие тука? Дали ова е вистинската атмосфера во која што треба да се вежба јогата? Земи го. Па, Дали приближно, мирно, тивко или? Приближно. Еви музикава ни помага да имаме таква атмосфера, смирена атмосфера, бидејќи јога така се работи, да нема голема галама околу нас, бидејќи вежбите треба да ги направиме со концентрација, со свесност, со контрола на движењата. Така. Значи, накратко, што е јога? Јога е една дисциплина која што е составена од различни вежби. Еве нешто што видовме до сега.
вежби со телото, па има вежби за дишење, па има вежби за релаксација, па вежби за концентрација, различни вежби кои што децата ако ги работат добиваат многу позитивни ефекти од нив. А кој ја измислил? На кого му текнало да рече ајде 3-4 йога? Тоа не можеме да го кажеме точно, затоа што јогата е стара, можеби постара од пирамидите. Многу стара е, многу удавна е настаната, така да не знаеме точно кој ја измислил. Добро, останува само да кажеме кои народи најмногу ја практикувале. Порано? Да, порано. Порано се практикувала најмногу во Индија, таму била измислена, таму настанала и последните 100 години и на Запад, тука во нашиве земји, во Америка, во Европа, во Македонија се практикува. А мора да предават луѓето од Индија, поточно индијците? Не мора. Не мора, ако некој вежбал доволно долго и ја познава јогата, па може и он да предава јога и за возрастни и за деца. Добро, значи има јога за возрастни, има јога за деца и сигурно има и разлики во вежбите, така? Има, како нема. Кај децата најчесто, зошто едно дете би дошло на часови по јога? Еве да ги прашаме, ајде Теодора да ја прашаме. Зошто ти, Теодора, вежбаш јога? Зашто јогата ми помага да бидам здрава. Браво! Да! А Ивана, што ќе ти Ивана, каже? дај го микрофончето на Иван. Па мене јогата многу ми се допаѓаше и плюс мене грбот ми беше многу искривен, а сега ми е подобра. Браво! Значи, јогата не е туку така само да се вежба јога, затоа што мислиме дека ќе потрошиме време да се релаксираме, туку има и некакви крајни ефекти, така? Да. Значи има цел зашто вежбаме јога. Тоа би значило дека има специфични вежби за грбот, рековме, еве, за препоните и така натаму за сите делови од телото. Она што мене ми беше интересно, дали во јогата додека се прават вежбите нешто замислуваме? Например, ако е вежбата пеперутка, дали ја замислуваме пеперутката како би можеле нели да бидеме потполно релаксирани? Јас ја знам. Бидејќи јас не сум сигурна, еве ќе ги прашаме пак дечињата, дали секој пат знаете точно за што ви се зборува, например ако ви кажат, сега работиме вежба за да почувствуваме болка во препоните. И вие тоа го разбирате? На првите часови го разбиравте? Да. Да, меѓутоа полесно вие можеби ако ви кажат дека таа вежба личи на пеперутка, така? Да. Добро. Теодора, а ти, кога ќе ти кажат, ајде сега ја правиме вежбата, пеперутка, на што си помислуваш? Многу ме интересира. Па, јас си помислам како ја правам вежбата и А гледаш ли некоја пеперутка во мислите? Дали имаш пеперутка? да, Која боја ти е пеперутката? црвена, жолта, сина. Црвено, жолто и син. И се движи полека? Да, Како што е музиката? да, И убаво ти е, нели? да. И мене само што мојата почна наеднаш многу брзо да ми лета. Знаеш? И јас не можам, например, кога ќе замижам,